Благодарам, директоре. Најпрво да ви се заблагодарам на сите што денес дојдовте на првиот јавен состанок на Агенцијата за електронски комуникации за 2014 година. Како што напомена директорот, во фокусот на работата за оваа година, 2014 година, е како Агенцијата преку своите алатки, преку своите механизми, да го поттикне развојот и инвестицијата во следната генерација на пристапни мрежи, која што целосно или пак делумно е базирана на оптика. Кои се регулаторните предизвици? Веројатно овој слайд неколку пати сте го гледале, многу често се појавува на презентациите, е промовирање на конкуренцијата преку механизмите за регулација и да се најде вистински баланс од една страна, да се промовира конкуренцијата, од другата страна да не се нарушат стимулациите за ефикасни инвестиции на операторот, пред се тука се мисли на операторот со значителна пазарна моќ. Тоест да се промовира инфраструктурен надпревар на длабоките мрежни нивоа таму кај што пристапот е технички можен, пристапот е практичен и економски исплатлив. Гледано од аспект на операторот со значителна пазарна моќ, ова во наједноставни, да кажеме во најкарикирана форма би значило промовирањето на конкуренцијата би значило колку алтернативни оператори како резултат на механизмите на регулација на следната генерација на пристапни мрежи, колку алтернативни оператори обезбедуваат пристап до крајни корисници користејќи големопродажните продукти на операторот со значителна пазарна моќ. Направиме вака една анализа и на слайдот се презентирани трите продукти кои што Агенцијата за електронски комуникации ги има наметнато како обврски на операторот Македонски Телеком и нивниот ефект на пазарот. Ке почнеме со разврзувањето на бакарот. Првата референтна понуда, хронолошки само малку да ги разгледаме, како следува обврските. Првата референтна понуда беше одобрена од АЕК од 2006 година. Со почетна цена од 582 денари. Потоа следува, на два пати намалување, да во 2009 година имаме цена на разврзување на бакар, за целосно разврзување на бакар од 430 денари. Во 2011 година агенцијата го направи трошковниот модел, bottom-up LRIG моделот, и наметнатата цена која што АЕК ја наметна на операторот со значителна пазарна моќ беше 331 денар. Во 2011 година имаме измени на правилникот за обезбедување на пристап за разврзување на локална јамка, во кое што значително ги намаливме роковите за одговор на барања на реализација на барања на алтернативните оператори. Односно 3 дена за одговор за тоа дали има или нема техничка можност и 5 дена за реализација на барање. Да од 2012 година Македонски Телеком по собствена иницијатива достави нова цена од 210 денари. Кои се ефектите врз регулацијата? Можеме да кажеме дека се многу мали. Од периодот 2008-2009 година, на времето кога операторот OnNet направи инвестиции, стигна до одреден број на разврзани јамки, се чини дека од 2009 година до 2012 година, без разлика што и да правиме, без разлика дали ги подобруваме условите за недискриминација, дали имаме значително намалување на цената, како што гледате од 2009 година од 430 денари до 2012 година 210 денари, тоа е повеќе од 2 пати намалување на цената. Ефектите од регулацијата се многу мали. Тоа е само 2% од вкупниот број на широкопојасни корисници на интернет, само 2% го користат продуктот на разврзување на локална јамка. Додека пак од вкупниот број на DSL корисници на интернет, широкопојасни корисници на интернет, овој процент изнесува 4%. Што се однесува до големопродажната услуга за интернет услуги, или така наречената битстрим понуда. Во 2009 година имаме референтна понуда. Во 2011 година направиме значителни измени на правилникот, со што ги засиливме мерките за дискриминација. Во тогашните консултации воведовме параметри за изведба и за реализација на барања кои што не беа дефинирани по апсолутна вредност. Беа дефинирани одстапувања во најголем број од 10% од времето на реализацијата на Македонски Телеком. Со други зборови, ако Македонски Телеком за своите корисници, да кажеме, обезбедува пристап за 10 дена, истото мора за алтернативните оператори да обезбедува пристап
во рамки од 9 до 11 дена и Македонски телеком на квартално ниво известува дали ги исполнува овие услови. Во 2012 година имплементиравме трошковен модел и имаше значително намалување на цените за некои продукти повеќе од 50-60%, за некои помало, но во просек најмалку 30% имаше намалување на цените. Кои се ефектите на регулацијата? Можеме да кажеме дека се значителни. После спроведениот трошковен модел од 2012 година, еден, тоест од позначајните, значи алтернативни оператори кои што ги користи овие големо продажни услуги, ги измигрира корисниците од wholesale line rental на и препродажба на интернет услуги кои што ги нудеше во пакет, ги измигрира на трето ниво на Bitstream пристап и може да се каже дека 8% од вкупниот број на корисници кои што имаат широкопојасен пристап до интернет се на во моментов, значи ги користат Bitstream понудите, додека пак 16% од вкупниот број на DSL, XDSL корисници имаат пристап до интернет користејќи ги, значи преку алтернативен оператор кој што ги користи овие големо продажни услуги. Сумарно кумулативно заедно, значи овие два продукти, значи дека имаме 10% од вкупниот број на корисници кои што користат големо продажни услуги на операторот со значителна пазарна моќ, тоест 1 од 10 корисници, или пак вкупниот број на XDSL корисници е 20%, значи 1 од 5 корисници од крајните корисници кои што користи XDSL услуга ја добива преку користејќи ги преку големо продажни услуги на Македонски телеком. Пристап до каналите. Во 2011 година излезе референтната понуда. 2013 година направивме трошковен модел со кој што значително ги намаливме. Зависно од пречникот на капацитетот на подканалот имаме намалување од 20 до 70% зависно во кои сегменти. Во 2013 година по иницијатива не знам дали да ги искушаме да во 2013 година ги отстранивме сите недостатоци, да кажеме, кои што беа детектирани и пријавени до нас. Но искрено, на жалост, се уште немаме сигурни импулси дека имаме сериозен корисник на дека имаме од оваа страна не се слуша фонијата. Ако може овој микрофон да се исклучи. Се брза овде. Ке се снајдеме брзо. Не, од оваа страна не се слуша дека има фонија, ама не, добро. Може со овој? Сега се слуша добро. Значи, ефекти од обврските за пристап до кабелската канализационната инфраструктура, кабелската инфраструктура на операторот до сега немаме. Или ако ја гледаме скалата на инвестиции, значи од вкупниот број на корисници на кои што се обезбедуваат преку пристап на големо продажни продукти, се чини дека на трето ниво, тоа е најуспешен е големо продажбата на интернет услуги. Дури 78% од вкупниот број на корисници кои што користат големо продажна услуга, значи за која што обезбедува преку големо продажна услуга за пристап од Македонски телеком се на трето ниво, кои што се нудат како комплементарни самостоен Bitstream пристап заедно со VoIP канал. Само 4% се на препродажба, на второ ниво на Bitstream немаме корисници и на разврзување се 18%, значи од вкупниот број корисници кои што се обезбедуваат преку големо продажните продукти. Каналите практично не може да се направи некоја еквиваленција, но практично и немаме нула, значи немаме услуга на канали, немаме искористеност на каналите преку големо продажна услуга. Ако овие се мерките кои што како резултат на регулацијата доведоа до развој на конкуренција преку користење на големопродажни услуги на операторите, од другата страна при балансирањето на регулаторните мерки се стимулациите за инвестициите. Ако до сега немавме обврски, значи за пристап
до оптиката, обврски за разврзување на оптика, обврски за обезбедување на битстримна оптика, тогаш би значело дека сме го извлекле максимум. Ако се гледа од аспект, повторно зборам, на операторот со значителна пазарна моќ, бидејќи секогаш се спомнува дека регулаторните мерки кои што националните регулаторни тела ги применуваат, делуваат дестимулативно за инвестициите. Таргетите на дигиталната агенда, како што знаете, се добро познати. 30% целокупното население да има пристап до интернет со 30 мегабити во секунда и 50% од претплатници да имаат пристап до интернет со брзини од 100 мегабити во секунда. Согласно последниот квартал, третиот квартал, од минатата година, кој што ни го имаат доставено операторите, ваква е распределбата на пристапот на активните корисници кои што користат широкопојасен пристап на интернет. Може да се види дека најголемата концентрација се на пристапни брзини од 8 до 20 мегабити во секунда. 123.000 корисници и од 4 до 8 мегабити во секунда околу 101.000 корисници. На 30 мегабити во секунда има само вкупно 3,5% од корисниците имаат користат интернет пристап со брзини поголеми од 30 мегабити во секунда. И сега тука е дигиталната агенда и таргетите, значи да видиме кај сме. Согласно годишниот извештај за работењето за 2013 година на Македонски Телеком, кој што е јавно достапен, бројот на домакинства кои што имаат можност да се приклучат на интернет е поголем од 101.000. Ние овој податок го добиваме, но бидејќи податоците се доверливи, се земам за слобода да го објавам бидејќи е јавно достапен преку годишниот извештај на Македонски Телеком. Тоа значи дека 18% од домакинствата во Македонија имаат можност да се приклучат на интернет. На Fiber to the Home мрежа, тоа е да се приклучат на мрежа која што ги исполнува таргетите од дигиталната агенда. Но да видиме кај е Европа. Согласно семафорот од јуни од 2013 година, дигитал агенда, значи семафорот до јуни 2013 година широкопојасен пристап до интернет со можност, значи да имаат корисниците брзини од големи од 30 мегабити во секунда е 54%. Македонски Телеком споредба согласно Кулен International за централни и југоисточни европски земји е 18% и може да се види кај на скалата од инкамбент операторите на повеќе земји во југоисточна Европа. Ова значи дека најголем дел од корисниците се уште фокусирани се дистрибуирани на DSL мрежи. Дури 49,53% од корисниците обезбедуваат пристап преку DSL мрежи. Додека бројот на претплатници со брзина на интернет поголема од 30 мегабити во секунда, како што рековме, е 3,5%. Ако од овој графикон пристап до јавна оптичка мрежа, Fiber to the Home мрежа која што ја има Македонски Телеком, е 3,32%, тогаш произлегува дека само некаде околу 0,2% е вкупниот број на сите претплатници на алтернативните оператори кои што ги известуваат доек и кои што имаат брзини на пристап од поголеми од 30 мегабити во секунда. Значи сите заедно имаат 0,2% од вкупната претплатничка база. Тоа би значило некаде околу 600 корисници, сите други оператори заедно пријавуваат пристап на интернет на своите претплатници кои што имаат брзини 30 мегабити во секунда. Така да, од алтернативните оператори, во моментов Близу и Телекабел, од трите понуди кои што ги имаат за пристап до интернет, само по една од нив возможуваат пристап на брзини поголеми од 30 мегабити во секунда. Тоест Близу има една понуда со 50 мегабити во секунда, Телекабел една понуда со 150 мегабити во секунда, додека пак Ван не нуди пристап на интернет со брзини поголеми од 30 мегабити во секунда. И сега да ги погледнеме кои се препораките на Европската комисија. Значи, во однос на регулацијата на оптичките мрежи, во однос на регулацијата на како да се поттикнат, како да се мотивираат операторите да инвестираат и да градат оптички мрежи. Ке почнам од препораката од 2010 година. 20 септември 2010 година излезе препораката на ЕУ за регулиран пристап на следна генерација пристапни мрежи. Може да се види дека
повеќето од сите, значи, овие опции се обврски за регулација. Дека националното регулаторно тело треба да наметне обврски за регулација. Пристап до мрежна инфраструктура, да. Терминирани сегменти, да. Разврзан пристап на локална јамка, да. Подјамка, кај нас нема, да. Операторот треба да достави референтна понуда, дури освен за пристап до мрежната инфраструктура, за сите три други продукти се предвидуваше премија на ризик. Тоа значи дека со цел операторот да биде мотивиран да инвестира, да има риск премиум, кој што се надодава на ВАКот, просечниот трошок на капиталот, понderираниот просечен трошок на капиталот, со цел повратокот на инвестицијата да биде поголем, return of investment да биде поголем. Што се однесува до другиот дел за голема продажба на интернет услуги? Трошковно ориентирани, да. Риск премија, да. Операторот треба да достави референтна понуда најмалку 6 месеци пред продуктот да го понуди на малопродажба. Што се случи со оваа препорака? Оваа препорака значи активирање на сите можни регулаторни обврски или механизми кои што националните регулаторни тела ги имаат. Или пак така наречен press all button approach и беше нашироко игнорирана од сите национални регулаторни тела. Значи, ја присуствував на работната група, експертска работна група на БЕРЕК, во кој што за задача имаше за НГН, во кој што за задача имаше да се согледаат ефектите на имплементацијата на оваа препорака врз националните регулаторни тела. Кога беше дискутирано дали некој пресметал премија на ризик, само Холандија имаше пресметано. Значи, мислам искрено, беше на широко игнорирана и дури од сите тамо што беа присутни со исмев, со подсмев гледа на оваа препорака и за обврската за 6 месеци дека треба да биде референтна понуда за битстрим треба да биде доставена пред малопродажната понуда, дали се дискутираше дали тие 6 месеци треба да важат, треба да биде доставена референтна понуда, дали треба да тогаш да се почне да дискутира, значи затоа оваа препорака беше нашироко игнорирана од сите национални регулаторни тела. И тоа Европска унија, комисијата го увиде и поради тоа од 21 септември 2013 година донесе нова препорака за трошковни методологии и недискриминација, која што, за разлика од претходната, овозможува многу поголема флексибилност. Зошто овозможува многу поголема флексибилност? Во однос на обврските за цени за следната генерација на пристапни мрежи, постои можност, значи да се наметнат цени базирани на трошоци според bottom-up ELRIC модел и националните регулаторни тела треба тој модел да го направат до крај на 2016 година, но постои една друга алтернатива која што е многу интересна. Обврски за цените да не бидат трошковно ориентирани. Големо продажните цени на операторот да не бидат трошковно ориентирани под одредени услови. Кои се тие услови? Значи, треба да бидат исполнет еден од двата критериуми и кумулативно да бидат наметнати обврските за недискриминација. Еден од критериумите е еквивалентни функционалности од искористеност на пасивната инфраструктура. Значи, операторите алтернативни треба да имаат да имаат можност, користејќи ја пасивната инфраструктура да понудат пристап, последна генерација на пристапни мрежи до крајните корисници, што кај нас не е случај. И вториот услов е, значи еден од овие два што треба да се исполнат, е ограничување на малопродажните цени од инфраструктурни оператори. Тоа беше многу лесно да се потврди во анализата и практично многу лесно се гледа дека алтернативните оператори имаат брзини кои што понудуваат брзини до интернет, кои што се помали од цената на Македонски телеком и Fiber to the Home мрежата на Македонски телеком. Додека пак кумулативно исполнување на трите обврски кои што треба да се наметнат за недискриминација, еквивалент of input, економска репликабилност, техничка репликабилност ќе ги зборам понатака во следните слайдови. Тоа се тука, значи овој слайд. Исполнување на тие обврски за недискриминација, еквивалент of input, само на соодветните нивоа кај што тоа е технички можно и најсоодветно, ако не еквивалент of output како минимален услов и техничката репликабилност на сите нови малопродажни продукти на СМП операторот. Како и мониторирањето на исполнителност на обврските за недискриминација преку KPI, SLA и SLG, тоа по наредните слайдови ќе биде дискутирано. Знаете, во Европската комисија со цел за да го консолидира пазарот,
донесе регулатива за единствен телекомуникацијски пазар. Така да направив и преглед на како беше ставот на TSM регулативата по однос на овие големопродажни продукти за оптика. Во предлогот од Европската комисија од 13 септември 2013 година, повеќе или помалку беа исто презентирани на начинот како што беше регулативата, како што беше препораката за регулиран пристап за недискриминација и трошковни методологии од 2013 година. Но на ова реагираа БЕРЕК, кој што смета дека подобро е да се одлучува на национално ниво, бидејќи има поголема флексибилност за разлика од регулативата, која што не се ни транспонира во националното законодавство како директивите. Регулативата значи директно имплементирање. И тоа им сметаше на БЕРЕК. Не сака некој да им брца во око, сака да имаат слобода за да бидат пофлексибилни на локално ниво да одлучува. Затоа и во предлогот предложија тие продукти да бидат избришани од TSM регулативата. Исто и ИТРЕ, комисијата на Европскиот парламент го поддржа БЕРЕК и даде предлог да се избрише сите овие големопродажни продукти, виртуелни европски продукти како што се наречени, наместо тоа да се воведат големопродажни пристапни продукти со голем квалитет. Ке видиме и тоа после што е. На тоа Европскиот парламент на првото читање ги поддржа и практично помине на првото читање така како што беше предложено од ИТРЕ комисијата. Оваа регулатива се уште не е одобрена, не е усвоена на парламентот, значи се очекува до крај на оваа година да биде истата имплементирана, но чисто сакав само во еден слайд да назначам како е ставот значи на Европската комисија и на парламентот и на БЕРЕК во однос на овие виртуелни големопродажни продукти кои што треба да се обезбедат на големопродажно ниво. Иако на почетокот на првиот слайд кажаваме дека досега немаше обврски за оптика, од моментот значи кога Македонски телеком почна да инвестира во следната генерација на пристапни мрежи, Fiber to the Home мрежата, не знам како да го наречам, регулатори ходили или не знам што, од оваа година со анализата решиме да наметнеме обврски и за оптичката мрежа. И тоа, за делот на оптика, обврска за обезбедување на булана оптика и обврска за обезбедување на битстримна оптика, обврски за недискриминација, техничка репликабилност, еквиваленс of inputs и економска репликабилност. Нема обврски за контрола на цени. Значи, согласно препораката од 2013 година, под одредени услови, кои што ние ги констатиравме дека постојат на пазарот, решиме да не наметнуваме обврски за контрола за големопродажните продукти да бидат трошковно ориентирани. Додека на бакарот остануваат старите обврски. Ги разгледаме сите можни опции кои што може да бидат понудени значи на како можности за разврзување за пристап до оптиката на мрежата на Македонски телеком. Во случај на точка до точка мрежа, која што не е случај кај нас, зашто е пасивна оптичка мрежа, пон мрежа, разврзувањето е многу едноставно и се темели на физичко разврзување исто како во случај на бакар. Во случај на пон мрежа постојат две можности. Едното е со различни бранови долучени, биопирижен мултиплексинг, поради трошокот, значи, е невозможно да се реализира, поради високиот трошок да се имплементира, и втората опција е разврзување на скрите поради економиите на обем, мал број на корисници кои што операторот, алтернативниот оператор, кој што може да стигне кога ќе дојде на оптичкиот скритер, е практично невозможно. Затоа решиме да наметнеме обврска за виртуелно разврзување, или така наречен була продукт. Була продукт тоа е на второ ниво, значи од оси моделот на свич од мрежната хиерархија. Различни земји различно го именуваат. Негде виртуелен продукт, негде значи различни земји имаат различно именување, но најбитно е дека најголемиот дел од нив кои што досега направиле анализа булата го наметнуваат обврска како на пазарот за бродбенд. За широкопојасен пристап на интернет, значи од анализа на 7 земји, 5 земји го има наметнато во пазарот за бродбенд, 2 од нив го има наметнато за големопродажниот пазар за физички пристап до мрежна инфраструктура, значи на разврзување. Што значи булата? Точка на припон, предавање во НГ мрежата треба да биде на првиот нод, на GPON, каде што алтернативните оператори имаат можност на второ ниво, значи на свич на второ ниво кои што оперираат да пристапат преку виртуелни канали да пристапат до крајните корисници. Кои се 5 клучни карактеристики на була продуктот?
Преку вула продуктот треба да се обезбеди локален пристап. На првата точка на агрегација, кај што е тоа технички можно. Тоа е многу слично на ЛЛУ продуктот на бакар. Тоест на првата НГА локална централа. Пристап за сите услуги. Алтернативниот оператор треба да има можност да ги понуди сите услуги на крајниот корисник, не само voice, интернет, мултикаст на телевизија, на сите можни продукти. За гарантиран пристап, исто како кај бакарот треба алтернативниот оператор да има за гарантиран пристап. Значи, капацитетот на линкот не треба да биде шеруван помеѓу повеќе оператори. Контрола на пристап, алтернативниот оператор треба да има можност да ги менаџира параметрите за квалитет и контрола на корисничката опрема треба да има можност преку виртуелни канали за менаџирање, како што ги имаме досега кај Bitstream продуктот, да ги менаџира терминалната опрема кај крајниот корисници. Тоа вула продуктот многу наликува на разврзувањето на бакар. Поради тоа и многу земји си имаат одлучено да го стават на пазарот, европскиот пазар 4, но некој од поголемиот дел од нив го има ставено на пазар 5. Бидејќи вула продуктот е пред се и ние одлучивме да го имплементираме како подвршка на пазар 5, бидејќи е пристап до активната опрема. Значи, за разлика кај физичкото разврзување, кај вула продуктот имаме пристап имаме пристап на активната опрема. Многу повеќе наликува на Bitstream на прво ниво на DSLAM кај што беше на бакар, отколку што наликува на разврзување на оптика. Зошто вула продуктот сметаме дека е многу битен? Три продукти кои што досега беа на бакар понудени, сметаме дека конвергираат на вула продукт виртуелно разврзување на следна генерација на пристапни мрежи. Терминирани сегменти на изнајмени линии. Од крајен корисник до првата точка на присуство на транк сегментот, на преносниот сегмент на изнајмени линии, преку SDH технологија. Ако се направи експеденција, тоа е вула продукт. Бидејќи повторно од крајниот корисник до прва точка на пристапна мрежа. Физички пристап до мрежна инфраструктура. Бакарот дефинитивно не може да се разврзува, или оптиката не може да се разврзува како што се разврзуваше кај бакарот. Ке мигрира, т.е. ке конвергира на вула продукт. И големопродажните продукти кои што досега се нудеа Bitstream на прво и второ ниво, повторно се конвергираат на вула продукт. Дури ако се погледне новата листа, предлог листа на релевантни пазари, подложни на екзанте регулација, може да се види дека сите овие три продукти од купно, значи 5 што се предлагаат, остануваат 1 и 2 кои што веројатно за некој години ќе исчезнат, билен тип како во моменти на PRL и нула помала цена за терминација од 1 евроцент, мисламе дека за некоја блиска иднина од 3-4 години и овие два пазари ќе исчезнат, затоа што нема логика во услови на еквилибриум цената што операторите си ја плаќаат еден на друг еднаква на нула на крај балансот. Остануваат трите продукти кои што повторно се поврзани со вулата. Зошто терминираните сегменти на изнајмени линии е централен пристап обезбеден на фиксна локација. Значи имаме два пазари. Пазарот 3B и 4 е централен пристап обезбеден на фиксна локација. Тие се разликуваат по една работа. Квалитетот на услуга. Пристапот, точката на пристап е иста, но се разликува по квалитетот на услугата. 3B пазарот е со помал квалитет, за мас маркет за масовен пазар, за резиденцијални корисници, а пазарот 4 е централен пристап повторно обезбеден на фиксна локација за бизнес пазар, за бизнес корисници или со high quality, со висок квалитет. Значи затоа сметаме дека вула продуктот, иако е нов продукт, релативно значи пред година-две е почнат да се имплементираат, мораме и ние да почнеме да работиме на овој продукт со цел на време добро да го дефинираме, да биде достапен на пазарот, затоа што е продукт кој што мислам дека е future proof, како да кажеме, сигурно ќе биде во долго време во иднината. Исто така согласно анализата наметнуваме обврски за Bitstream пристап во случај кога пристапната мрежа е темелена на оптика. Што би значило тоа? Ако вула продукт е тука на локалната централа, значи на првиот терминација на оптичката линија, Bitstream пристапот е во IP мрежата, значи. На точката на примом предавање во IP бекон мрежата, на истиот начин како што е трето ниво на Bitstream пристап при бакарна мрежа. Значи на оваа точка алтернативниот оператор има точка да примопредаде преку интернет интерконекцијски линки да дојде до крајните корисници на Македонски телеком. За трите обврски за недискриминација, значи. Рекоме еквивалент со препут или обезбедување на
еднаков пристап. Тоа значи дека Македонски Телеком ќе треба да обезбеди еднаков пристап до системите за нарачки, пријавување на дефекти, провизионирање, значи обезбедување на услугите на исти начин како што ги обезбедува за своето малопродажно ниво. Тоа би значило кој е образложението, значи за следната генерација на пристапни мрежи овие системи се релативно лесно може да се апгрейдираат бидејќи се ново имплементирани и тој маргинален трошок за нивното имплементирање е многу мал во однос на бенефитите што ќе ги донесе. Додека пак за бакарните мрежи наместо equivalence of input може да се практикува equivalence of output, односно да нема дискриминација помеѓу корисниците како резултат на користењето на овие системи. Овозможувањето на техничка репликабилност. Тоа е вториот услов кој што треба исто да биде задоволен како врски за недискриминација. Значи, операторот не треба да му даде можност на сите алтернативни оператори во однос на параметрите за брзина, за квалитет, за доведливост да може да ги реплицираат малопродажните продукти кои што ги нуди. Не треба да прави одоговлекување, тоест големопродажниот продукт, референтната понуда треба да биде апдейтирана благовремено пред малопродажниот продукт да излезе да биде лансиран на малопродажба. Тестот за техничка репликабилност може да биде направен од страна на операторот или од страна на националното регулаторно тело. И доколку не помине тестот за техничка репликабилност, Агенцијата за електронски комуникации може да му наметне забрана за лансирање на малопродажниот продукт или пак да му наметне обврски да го пролонгира додека не бидат исполнети тестот за техничка репликабилност. Во основа мислам дека ова не представува некоја голема и без разлика колку да звучи дека е нешто многу големо, што би значило да кажеме тестот за техничка репликабилност ако го правиме кај бакарот. Ако Македонски Телеком нуди можност за голема продажба, да кажеме пристапни брзини од 8, 10, 12, 14, 16, и ако понуди малопродажен продукт од, не знам, 14 мегабити во секунда, автоматски тоа значи дека е исполнет тестот за техничка репликабилност. Мислам, не е некоја голема работа која што треба да, но сепак ќе биде одлучено, значи во текот на јавната расправа дали тестот за техничка репликабилност ќе го прави Агенцијата за електронски комуникации или ќе го прави СМП операторот. И мониторирање на исполнителноста на обврските за недискриминација. Значи треба да бидат дефинирани клучни индикатори за перформансите, KPI, Key Performance Indicators, тоест да се дефинираат рокови за процесите за нарачка, обезбедувањето на услугите, квалитетот на услугите, времето на исправка на грешки, како и мигрирање на корисниците помеѓу различни големопродажни сервиси. KPI индикаторите треба да бидат објавени најмалку на квартално ниво и KPI индикаторите треба да бидат надополнети со SLA, тоест согласно за испорачување на нивото на квалитетот на услугите и SLG. Тоест гаранција за испорачување на квалитетот на нивото на квалитетот на услугите. Повеќе или помалку што би значило ова ако се направи паралела повтор на големопродажните продукти на бакар. SLA значи дека Македонски Телеком доставува за овие KPI, за овие параметри, значи рокови за исполнителност, ги доставува во референтна понуда која што Агенцијата за електронски комуникации ги одобрува. И после тоа склучува договор со алтернативните оператори на кои што им ја нудит услугата. SLA значи самиот договор. Додека пак SLG се пенали, значи во форма на исплати кои што ако не се испочитуваат овие KPI индикатори, значи рокови кои што операторот треба да ги плати на алтернативниот оператор. Тоа е нешто што беше претходно дискутирано и кои што во досегашната, значи расправа и дискусија за правилниците имавме проблем да дефинираме ради тоа што во подзаконската регулатива не може да се дефинираат пенали во форма на исплати. Значи, сепак тоа ќе биде нешто можеби како предизвик повторно кое што ќе треба да го разгледаме во дефинирањето на овие KPI, SLA и SLG за обврските за следната генерација на пристапни мрежи. И за накрај имам уште два слайда. Кој е влијанието на цената на бакарот во однос на цената за разврзување на бакар, големопродажната, во однос на развој на следната генерација на пристапни мрежи. Од аспект на СМП оператори и од аспект на малопродажбата на алтернативните оператори кои што ја користат оваа цена. Ниската цена на бакарот
за операторот кој што инвестира, значи за СМП операторот, предизвикува поголеми стимулации да инвестира во оптика, поради малите приходи што ги прави. Но од друга страна на малопродажба, ниската цена на бакарот ќе значи дека алтернативните оператори ќе понудат ниска цена за пристап на ADSL услуги, пристап до интернет. Тоа ќе значи дека разликата помеѓу таа цена малопродажна и цената на оптика ќе биде многу голема. И тоа ќе значи дестимулирачки за корисниците, бидејќи големата разлика во цена на малопродажба помеѓу бакар и оптика влијае дестимулирачки за да мигрираат, бидејќи корисниците за разлика од голема цена нема да сакаат да мигрираат на услуги кои што нудат поголем квалитет. Секогаш, значи, тука се наоѓа еден баланс во кој што корисниците треба, цената на бакарот, малопродажна, треба да биде поставена на такво ниво, за да корисникот сака да плати за квалитетот за услугата која што е добива на оптика. Ако оваа цена е ниска, тогаш корисниците нема да сакаат да одат на оптика, значи процесот на мигрирање ќе биде многу отежнат. Додека па високата цена на бакарот, на инкамбент операторот за разврзување на оптика, на бакар, ќе значи помали стимулации во инвестиција на оптика, бидејќи ќе има добар кеш кој што влегува од разврзувањето. Додека пак на малопродажба, корисниците ќе бидат поради истите причини, значи малата разлика, корисниците ќе бидат поттикнати да мигрираат на оптика. Значи ова е дискутирано на големо во Европа и тука се најде некој компромис дека цената треба да биде во оваа препорака за недискриминација и трошковни методологии, дека цената треба да биде од 8 до 10 евра. Што е моментално европскиот просек е нешто под 8 евра. Сметаме дека оваа цена во Македонија е без разлика колку и да поставиме и релевантно. Бидејќи сетирањето на соодветната цена, на вистинското ниво на оваа цена е битно за земји каде што има алтернативни оператори кои што користат разврзување на бак. Во случајот, ако немаш големопродажен продукт кој што се користи, кој што нема ефекти, без разлика која цена да ја поставиш, веројатно ефектите од таа цена ќе бидат минимални. Исто така во последниот слайд и завршувам, обврски за симетричен пристап до пасивната мрежна инфраструктура за сите оператори. Тоа е нешто што многу се дискутира. Што значи симетричен пристап за сите оператори на електронски комуникацијски мрежи? Вистинска смисла на зборот симетричен пристап. Значи, обврски за недискриминација, обврски за транспарентност, контрола на цени. Се поставува прашањето: дали агенцијата колку ќе успее ако наметне обврски, симетрични обврски за пристап за сите оператори на електронски комуникацијски мрежи? Колку ние ќе успееме оператор кој што има, не знам, 1000 претплатници, да достави референтна понуда, да достави да му ги наметнеме контрола на цените на кои што се симетричен пристап кои што се наметнати на оператор со значителна пазарна моќ, бидејќи и мрежата не ја рефлектира истата мрежа, пристапната мрежа како на СМП операторот. Исто ова е нешто кое што на големо се дискутира. На една презентација сега што бев, од Португалија имаше еден представник каде се пофали дека тие наметнале обврски, симетрични обврски за пристап. Го прашав колку оператори ви имаат доставено референтна понуда. 3. Колку се тие обврски симетрични, не знам, можеме сите да заклучиме. Така да е тоа од прилика што сакав да ви го кажам. Поведете на прашања. Тоа е нешто што го сработивме, ви стојам на поведете.